Два дена трае да расправите во Државната изборна комисија. Како ги коментирате овие случувања во комисијата? Вака, значи добро е што Државната изборна комисија во моментот одлучува и расправа во постапка по приговори на подносители на листи околу изборите и што е тоа јавна седница каде што секој граѓанин има можност да слушне, да види како тече и како се одвива расправата по повод поднесените приговори. Навистина еве мојот личен впечаток, иако цело време не бев во можност да слушам, меѓутоа во поголемиот дел добро е што е јавно и транспарентно, но од друга страна можеме да бидеме сведоци на моменти на дискусија која што по мене и нема некоја правна аргументација, дискусија каде што од одредени членови на Државната изборна комисија навистина го надминуваат на ниво дозволено минимум еден однос коректен, професионален во однос на другите колеги од Државната изборна комисија. Јас разбирам дека и денот, и моментот, и начинот на кој што и во условите во кои што се одвива самата седница, бидејќи имаме луѓе кои што протестираат надвор, е многу тензична, дека членовите на Државната изборна комисија навистина работат во услови кои што и за запазување на роковите, меѓутоа кои што се сепак тензични, меѓутоа недозволиво е да падне нивото на расправа на членовите на Државната изборна комисија. По однос на поднесените приговори, во поголем дел, мислам од она што можев да слушнам, значи по мене се неосновани, не го содржат законскиот основ за поднесување на ваквите приговори. За да се поднесе приговор, мора да постои законски основ, а тоа е впишена забелешка во образецот број 16, значи тоа е образец кој што го сочинува избирачкиот одбор. Во поголемиот дел на поднесени приговори значи таа забелешка не постои. Понатаму од она што се наведе и во оние записници каде што беа цитирани, нели читани од страна на членовите на Државната изборна комисија, каде што има забелешка, значи таа не е конкретизирана. Не е кажано кој, како, на кој начин, кога, во кое време, значи е повредено избирачкото право. Понатаму сметам дека Државната изборна комисија, иако се труди, значи нормално да работи и согласно изборниот законник и согласно правилникот што им е донесен како подзаконски акт за работа и за одлучување по приговори, сепак мора да се држи во рамките на законските предпоставки околу во постапката за одлучување, затоа што сепак ова е и во насока, односно врз основа на начелото на ефикасност и ефективност при одлучувањето од една страна, врз начелото на законитост, а како што гледаме, веќе Државната изборна комисија ги проби роковите за донесување на одлуки, каде што понатаму незадоволната страна, односно подносителот на листа, чиј што приговор не е усвоен, има право на тужба до Управниот суд. ВМРО обвинува дека СДСМ со притисоци врз Државната изборна комисија сака да ја одземе победата на ВМРО ДПМН. Како го коментирате ова? Видете, ова е веќе изјава во смислена политичка, нели, оценка на политичката партија ВМРО во смисла на одземање на победата и на бројот на добиените гласови, односно на резултатите од спроведените избори. Меѓутоа, членовите на Државната изборна комисија се должни да постапуваат согласно законот. Меѓутоа, во секој случај, секоја одлука, значи, што ќе ја донесат, иако тие се држат согласно изборниот законник и согласно правилникот, значи, оваа одлука, било каква да биде донесена, има собствени политички импликации, затоа што се работи за оспорување или добивање на мандат на страната на една или на друга политичка партија. Во тој контекст сметам дека секоја страна што е заинтересирана и на страната на подносителите на приговорите и на страната на оние што им е загрозен мандатот, значи имаат право да реагираат, меѓутоа затоа пак Државната изборна комисија мора да внимава на последиците од донесувањето на одлуките, во смисла на тоа да внимаваат нивните одлуки да бидат законити со оглед на
политичките последици кои што таквите одлуки би можели да ги предизвикаат.